Ова е Flash International, ги гледате на актуелните информации од светот. Од нова година и германците ќе добијат минимална плата. Бундестагот одобри минималецот да изнесува 8,5 евра за час работа. За ваквиот компромисен предлог долго преговараа коалицијските партнери демохристијаните на канцеларката Ангела Меркел и социјалдемократите. Сепак предвидени се повеќе исклучоци, како и преоден период од 2 години за одредени сектори. Велика Британија изработила детален план за воена обука на 100.000 сиријски бунтовници, кои требало да се обучат за да може самите да го соборат од власт председателот Башар ал-Асад, јави BBC. Откритието доаѓа по соопштението од Вашингтон за тоа дека председателот Обама сега бара $0,5 милиарда за обучување на сиријските бунтовници. Најмалку 2 лица загинаа, десетици се повредени при уривање на еден мост надвозник во бразилскиот град Бело Хоризонте. Во овој град во вторник треба да се одржи првиот од полуфиналните надпревари на светското фудбалско првенство, а надвозникот бил проект изграден токму за Мондијалот. Надвозникот уште не бил предаден за сообраќај, а при уривањето делумно затрупал еден локален автобус полн со патници, 2 товарни возила и 1 патнички автомобил. Запален е трет автомобил на грчката дипломатска мисија во Берлин. Овој пат се работи за службеното возило на конзулот. Зад нападот стои организација која се нарекува Заговор на огнените келии, пренесува Дојче Веле. Во писмото на германски јазик, огнената келија како причина за нападите во Берлин го наведуваат апсењето на нивните истомисленици. Рускиот председател Владимир Путин му го честита националниот празник на американскиот председател Барак Обама, денот на независноста на Соединетите американски држави. Тој изразил надеж дека односите меѓу САД и Русија и покрај тешкотиите и несогласностите успешно ќе се развиваат на прагматична и рамноправна основа. Ова беа најактуелните информации од светот. Следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.